Еве, продолжуваме, браќи и сестри, да ги следиме стапалките или патот по кој Исус одел. Наистина убаво е чувството да се помине по патот по кој Исус одел. Пред 2000 години тоа се случило, меѓутоа да се посетат местата каде што Исус се движил, каде што Исус одел пред 2000 години, наистина е прекрасно чувство. Ние физички можеби не сме сега таму, но преку Библијата и преку овие проучувања ние всушност ќе ги следиме стапалките или патот по кој Исус одел. Вечерва во ова предавање ќе зборуваме за Сихар и Ерихон, односно што се случило во Ерихон и зошто е тој град запишан во Библијата и кој е тој настан кој нас не интересира и ќе го привлече нашето внимание. Навистина, минатиот пат зборувавме за гората на благословите или за вечните начела на Исус Христос, зборувавме за оние 9 начела или принципи што Исус ги дал. И навистина Исус сака тие принципи да ги спроведеме, не само да ги знаеме, туку и да ги спроведеме во нашиот живот. Во 5 глава, тамо се запишени тие Исусови зборови, како кулминација на таа негова проповед, Исус ја кажува ова реченец или овие зборови. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Значи, после сите тие зборови, Исус ги кажува овие реченици, ова изјава. Значи, не само теорија да ја знаеме, но Исус бара од нас да бидеме светлина на оно што го учиме, што го проповедаме и тоа да биде составен дел од нашиот живот. Значи, Исус сака да извршиме едно позитивно влијание, браќи и сестри, на оние кои се околу нас, на своите ближни, а секако и оние кои се малце подалеку. Може би некои луѓе се задоволни и срекни со она што тие го знаат како теорија, но во пракса тоа не го спроведуваат. Овој глумец што го имаме овде сега на оваа фотографија се вика Том Селек. Може би за пошироката јавност е непознат, но оние кои пратат филмови сепак го познават. Тој е глумец кој ја игра главната улога во серијата Мангум. И во својата автобиографија тој напишал еден настан, што јас сакам сега малце да го прераскажам и да излечеме на кратка порака. Значи, овој господин Том Селек, глумец, се шетал во еден град по име Хонолулу. Се шетал така, уживал во пейзажите и одеднаш во негова средба доаѓале маж и жена јапонци, туристи. Еве овде на фотографијата може да ги приметиме. Познато е дека јапонците претежно кога одат како туристи, а ги има во цел свет и во Македонија доаѓаат, со себе носат апарати. Сакат да сликат, себе да се сликат и така тоа да им остане како спомен. Овој глумецот Том Селек раскажува и вели, ми пристапија двајцата, а не знаеле доволно англиски јазик, овие јапонци, и почнале со раците да покажуваат со мимики дека сакаат да се сликат. Му пристапиле и едноставно сакале да му објаснат да направат една фотографија. А Том се свртел, нашол една убава позадина и застанал и чекал да биде сликан. Меѓутоа, тие тоа не го сакале, сакале обратно. Покушавале повторно со рацете да му објаснат дека тие имат желба тој да ги слика со нивниот апарат, а не тие него да го сликат. Понекогаш, браќи и сестри, може би ние така размислуваме. Сакаме секојаш да бидеме во фокус. Како овој глумец кој малце се нашол во незгодно, мислејќи дека сакат него да го сликат, а всушност овој брачен пар имале намера тој нив да ги слика. И еве што запишал во својата автобиографија. Секогаш кога сум во искушение да помислам дека сум најдобриот глумец во Холивуд, секогаш ќе се сетам на спомнатиот случај во Хонолулу. И потоа ја наведнувам главата и се подсетувам себе си дека не сум најважниот човек на светот. Значи, понекогаш можеби ние се ставаме во улога дека сме најважните, дека околу нас треба да се врти целиот свет. Но ние ќе видиме вечерва дека не е така. Денеска, на жалост, има многу луѓе кои се отфрлени во општеството, многу луѓе кои се занемарени, многу луѓе кои се презрени. Ние ќе зборуваме за една групација на луѓе по име Самаријани и ќе видиме дека колку евреите тие ги мразеле, не ги почитувале.
Значи во очите на евреите, групата на отфрлени луѓе спаѓале следниве категории, што овде може заеднички да ги читаме. Значи, одредени географски подречја, тие ги сметале за проклети, како, например, Самарија. Тие Самарија сметале за проклета земја или покрајна. Едноставно не сакале таму ниту да поминуваат, а камоли да живеат. Понатаму проститутките, царинарниците, губавите, тие биле исклучени од општеството, од секојдневниот живот. Нивниот живот станувал предмет на исмејување. И затоа ние вечера ќе зборуваме токму за ова групација на луѓе и што се случило таму поред еден бунар ќе биде предмет на нашето размислување. Во една прилика вие знаете дека евреите го прогласиле дека Исус обседнат со нечисти духови и дека е самарјанин. Само затоа што дури го нарекле самарјанин, само затоа што се дружел со тие луѓе кои потекнувале од Самарија. За Исуса не постојат различни категории на луѓе, за него се сите еднакви. Значи, во ова група на луѓе, самарјаните, незнабожците, евреите ги сметале како самарјанин и незнабожец еднакви, отфрлени од Бога. И затоа ова приказна вечера што ќе ја проучуваме многу важна. Ќе видиме дека Исус не прави, браќи и сестри, никакви разлики. Значи, самарјаните биле народ кој живел во Израел. Малце подоцна ќе кажеме малце историски податоци од каде се самарјаните. Името го добиле, значи, од Самарија, главниот град на античкото Израелско царство. Понатаму, 722 година пред нашите ера, асирците го покориле Израел и ги одвеле нивните еминентни жители. Тие довеле асирците други народи во таа покрајна и така се измешале и се родила ова групација на луѓе по име Самарјани. Значи, кога Саргон II, владетелот на асирците, во тоа време го освоил северното царство на Израел, асирските освојувачи повеќето жители ги депортирале во Месопотамија. А од Асирија довеле луѓе кои се населиле и се ожениле со жените што останале во таа покрајна. И од тие бракови, значи, настанал мешан народ кој се населил во Самарија на просторот помеѓу Галилејското езеро и Ерихон, каде што се наоѓа Сихар и Сихем. Тука во тие две места се наоѓа овој град Ерихон. Интересно, самарјаните во потекло ги почитувале 5 книги на Мојсија. И кога евреите дошле од Вавилонското царство назад да го обноват Јерусалим, тие се понудиле да помогнат, а евреите им рекле не, ваша помош не ни е потребна. И затоа самарјаните си направиле нов храм, ново место на богослужение во Гаризам, на левата страна од тој предел. И тие се молеле, имале и слични обичаи, но на жалост попримиле и идолопоклонички обичаи во својата вера. Значи, тие Тората ја почитувале, но сепак имале некои мешавини на идолопоклонство. Иако го познавале учењето на Стариот Завет. Така да гледате, самарјаните биле многу блиски со израелците. Но тие се занимавале со овчарство, сточарство и ги сметале за нечист народ. И затоа евреите ги подценувале. Значи, тие стапеле во брак со евреите кои останале во Израел и така настанал самарјанскиот народ. И сега овде ќе настане, значи, таа голема населба помеѓу Сихем и Сихар, голем град, каде што и ден денес таму може да се посети ако човек сака да отиде. Значи, самарјаните сакале да се вклучат во работите во тој Ерусалимски храм, да го обноват. Меѓутоа, реков дека евреите тоа го одбиле. Тие си изградиле свој храм. И затоа жената, што подосна ќе споменеме, името не го знаеме, но потеклото е самарјанка, вели, ние таму се молиме на таа планина, а Исус ќе каже дека ништо не вреди каде да се молиме, туку Исус ќе упате на вистинското место на богослужение. Во тој храм го почитувале Бога во склоп со Мојсеевите прописи. Значи, не го отфрлили целосно идолопоклонството. На жалост, задржале некои сегменти и така се случила една целосна, може да кажеме, мешавина. Еве неколку фотографии како изгледа денешна Самарија. Значи, може, ако имате можност и средства,
да се посети тој дел. Тука се случила таа случка. Еве го тој бунарот на Јаков. Вие знаете кој бил Јаков. Јаков кој имал 12 деца. И тој бунар Јаков му го препуштил на својот син Јосиф. Тука, ден денес постои легенда дека изворот е тука, меѓутоа длабоко доле, значи таму било забрането да се фотографира, може да си купиш оригинални слики и така да ги имаш. Ево уште една фотографија, таму денеска е всушност и мала црква, кај што доаѓаат луѓе од цел свет и тука евоцираат тие спомени библиски кои луѓето ги имаат. Значи, овде гледаме дека тој извор Јаков му го предал во аманет на својот син Јосиф. Еве уште две фотографии од тоа место за кое вечерва ние ќе зборуваме. Еве го Сихар средба со Исус. Ова е за нас многу важна вечерва да си спомнеме што е тоа што се случило. Во овој извештај Исус поради оваа жена, Исус знае однапред каде ќе се движиме ние. Исус знае дека таа жена ќе дојде напладне да полни вода. Значи, оди кај местото Сихар, тука бил тој кладенец, тој извор, тој бунар, како да го наречеме. Се одмарал крај Јакововиот бунар, додека учениците заминале во град по храна. Исус ги пуштил во Самарија да отидат таму по храна, а тој тука се одмарал. И сега, ова интересна случка, жената стигнала без да знае што ќе се случи. Исус знаел зашто е Бог, меѓутоа ова жена воопшто не знаела на што ќе најде. Ова жена дошла напладне. Иако историјата вели дека жените во тоа време претежно доаѓале наутро, додека семејството се уште спие, доаѓат по вода, зашто домат немале вода, немале чешми како денеска, мора да одат на извор да наполнат, да приготват појадок и кој ќе стане семејството ги чека намаса се подготвено. Значи, жените претежно оделе во групи, не оделе сами, за да си помогнат. Знаете, кога има 2-3 жени, одат по вода, си помагат и така натаму. Меѓутоа, ова жена едноставно не сакала да има контакт со никого. Таа тргнала сама. Дошла на бунарот напладне. Не сакала да се сретне со светците, бидејќи се плашила, но на жалост таа ќе најде на кој? На најголемиот светец. Таа ќе се сретне токму овде на бунарот со најголемиот светец. Интересно, таа била изненадена, сретнала некој кој оставил впечаток дека тој токму не ја чека, како да имала закажана состанок. Имала чудно минат ова жена. Имала 5 мажи и лице со кое моментално живеела, а не бил маж. Интересно, била отворена и со јака сила на убедување. Дошла и кога видела маж, не се срамела, бидејќи поминала неколку метри, стотици метри, може би километар, дошла до бунарот долу за да наполни вода и не сакала да се врати празна. Била упорна да наполни вода. Но, штом самарјанката стигнала до бунарот, еве нова фотографија, ја имаме таа слика, таа гледка на разговор помеѓу Исуса и ова жена. Исус без пардон и вели: жено, дај ми да пијам. Исус бара услуга да му даде да пие. Навистина ваква молба на исток не се одбивала и ден денес. Барем кога е вода во прашање, па и во нашите простори овде, ако некој ни побара вода, дали ќе го одбиеме? Барем вода, не се одбива, дури луѓе си влегуваат во дворишта ако треба, ќе одварнат славина за да се напијат. Интересно, ова жена не го одбива. Ова е можен добар начин да се започне разговор, а едновремено да не е стапица. Исус едноставно настапил. Не ја прашува како се викаш, од кај си, туку едноставно дај ми да се напијам вода. Бидејќи жената имала она, како се вика, стомна и можела да зафати одлога, меѓутоа Исус немал таков прибор да кажеме. Жената не била ни свесна, а веќе почнала разговор
со непознатиот. Исусовиот пристап не е изненадување. Жената не приметила, веќе почнала да разговара. Како е можно ти како евреин од мене да бараш вода? Што сакаш од мене? Очигледно Исусовото облекло или облека го издавало дека е евреин. Значи дека не е незнабожец, дека не е самарјанин. Значи надворешно ти имале препознатлива облека, таа го препознал дека Исус е евреин. Како вели ти евреин од мене бараш вода? Знаела таа дека односот меѓу евреите и самарјаните не е така добар. Знаеле како однос имале евреите кон самарјаните, дека ги сметале за нечисти. А Исус што вели? Кога би знаела за Божиот дар и кој е оно што ти вели дај ми да пијам, ти би побарала од него и тој би ти дал жива вода. Интересно, кога зборуваме за овој настан, браќи и сестри, овде не станува збор само за за обична вода. Туку Исус сега сака разговор да го насочи кон една духовна вода, кон жива вода која е потребна за незиното духовно здравје. Овде Исус од физичката вода разговорот го префрлува на духовни работи. И жената тогаш спомнува уште една физичка потреба. А што е тоа? Вели, ти немаш со што да зафатиш, а велиш дека ќе дадеш вода. Немаш со што да нацрпиш. И интересно, таа го спомнува Јакова. Тука во 4 глава, во 12 стих вели, зар ти си поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде кладенецов, и тој самиот пиеше од него, и неговите синови, и неговиот добиток. Гледате, самарјаните го сметале Јаков за нивни патриарх, за нивни човек. Иако Јаков, знаеме, е евреин, но лозата почнува од Јакова. И тие се повикуваат на Стариот Завет, и тие го почитуваат Јаков како патриарх. И затоа таа вели, зарем ти си поголем од нашиот прататко Јаков. Интересно, браќи и сестри, можам да го замислам Исус како се насмевнал на тоа прашање на жената. Секако, дали Исус поголем од Јакова? Па поголем е. Исус е од вечноста. Па и во Стариот Завет Бог го нарекувале Бог на Аврам, на Исака, на Јакова и така натаму. И сега разговорот тече и понатаму, разговорот се одвива, зар ти си поголем од нашиот татко Јаков, и како што спомнавме, а Исус во одговор и рекол, секој кој пие од водава, може би покажал и со раката, со прстот на бунарот, на изворот, од ова вода, па ќе ожедни. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да ожедни довека. Туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајки во вечен живот. Интересно, Исус, браќи и сестри, како и ние денеска, како ја нарекуваме водата? H2O, така? Исус не зборува за ова вода обична што ја пиеме секојдневно. Исус овде акцентот го пренасочува на една друга вода, посебен вид на вода. Интересно да забележим дека во Библијата водата се користи како символ за присуство на Светиот Дух. Интересно, браќи и сестри, овде Исус не се поставува како директор на водовод, па тој ги има клучевите од резервоарот. Не, Исус овде не зборува за таа вода, по која дошла жената и доаѓала можеби секој ден, и сигурно доаѓала да полни вода. Исус овде зборува, ја повлекува жената настрана, во духовен смисол зборува, и сакајки да ја качи погоре на низината духовност, бидејќи жената се врзала буквално за овој извор. Исус сака да ја одлепи малце, да ја качи погоре, да свати дека духовната вода е многу поважна. Бидејќи ова вода ја пиеме постојано, Исус сака да ја даде една друга вода. Жената му рече, Господе, дај ми од таа вода, за да не ожеднувам и да не доаѓам тука да нацрпувам. Значи, она буквално ја сватила работата. Дека Исус има некоја магична мок и дека ќе ја даде некоја вода и од таа нема потреба повеќе да доаѓа. Исус овде зборува за, како што рековме, духовна, браќи и сестри, вода. Како што кофата ја пуштаме долу во бунарот и полека излекуваме, така Исус сакал ова жена полека да ја извлече нагоре.
од цивилото во кое таа постојано живеела, била жигосана во селото кај што живеела во местото. Значи имала епитет на расипана жена, најдолно нешто. Исус сака таквата личност да ја подигне, да ја даде авторитет, да ја даде благослов и да свати дека духовната вода е многу, многу поважна. Искрена молба за потреба овде. Жената искрено вели, дај ми од таа вода. И подосна, што би се рекло, ки се отворат духовните очи. Овој разговор, браќи и сестри, повеќе не е разговор на странци. Жената како да со Исуса живеела со месеци да се познавала. Така се отворила, така едноставно го отворила своето срце. Во очите на самаријанката Исус станал повеќе од странец. Поверувала дека го сретнал оној кој е способен да го пресврти нејзиниот живот. И навистина таа поверувала. А кога Исус забележал дека жената е заинтересирана, дека жената го отвара своето срце и понудил уште нешто. Исус ја вели, иако то во текстот не го наоѓаме, но претпоставуваме дека Исус тоа го кажал, жено, дај ми го сега твоето срце, па ќе ја добиш таа духовна вода. Може би Исус така не кажал, сигурно, но Исус и дал потик да таа размислува, да својот живот го предаде во негови раце. Исус го знаел животот на оваа жена. Погледнете ова фотографија како уметникот убаво ја предскажува. Сцената кога Исус разговара. Исус почнал да го одмотува нејзиниот живот. Таа мисли дека никој не знае, освен таму луѓето во нејзиното соседство. Исус и кажува работи за кои таа се вџашила, за таа се изненадила. Навистина, Исус сака да ја даде сега духовна кофа, за да зафати од таа духовна вода и да се напие и да ја очисти својата валканост, што таа го имала во својот телесен живот. Исус и поставува едно незгодно прашање. Оди и повикај го мажот. Ја погодува во жилата, во најчувствителното место би рекле, а таа не може да крие. Нема маж, Господине. А Исус што ја вели? Исус знае се. Исус со својот одговор го крева разговорот на повисоко ниво. Ја повикува на свој терен, но не сама. Исус не рекол, ајде дојди насаму, па таму ќе разговараме. Овој бил јавен објект, изворот на Јакова, јавно разговарале, кај што може во секој миг секој да дојде, и сега вели, кога веќе навлеге во духовноста, Исус и вели, оди, викни го и твојот сопруг, да заедно разговараме. Исус ја повикува ова жена, браќи и сестри, да дојде тука на свој терен, на теренот на Исуса. И вечерва Исус нас не повикува да дојдеме, како овде и темата што вели на Исусовиот терен. Таму сме безбедни, таму сме заштитени, таму сме со Исуса. Исус и вели, оди и викни го твојот сопруг. Всушност, Исус жената самарјанка ја потикнал да размислува, а таа искрено си кажала. Ако го читате текстот, ќе видите дека навистина жената вели, јас немам маж. А Исус ја рече, право кажам дека немаш маж, зашто си имала 5 мажи. И тој кого го имаш сега, не ти е маж. А жената му рече, Господине, гледам дека си пророк. Жената не бега, не се крие, не лаже, чувствува дека е добро да биде во близина на Исуса. Зашто Исус ја повел на нејзиниот терен, а кога сме на теренот на Исуса, тука сме заштитени. Тука ни е подготвена прошка од страна на Бога, ако се покаеме. И жената ќе биде најголем мисионер после ова средба. Исус ќе се врати назад, жената ќе се врати назад. Што ќе прави? Ќе проповеда. Ќе зборува дека го сретнала Спасителот на светот. Тој кој кажал се за нејзиното минато, не ја осудил, не ја осрамотил и дал прилика да се покае. Исус и простил. Таа ќе биде голем мисионер таму во Самарија, во тие 10 градови, Декаполис, во тие 10 подрачја кај што ќе проповеда за Спасителот дека го сретнала. Таа вели, Господе, гледам дека си пророк. Она што ми го кажа, навистина, никој не би ми го кажал директно во очи.
но ти со љубов тоа го кажа. И навистина денеска ние помалку размислуваме и разговараме за непријатни теми. Сакаме да ги прескокнеме, да не ги повредиме луѓето. Кој е во право по прашањето на местото за обожавање на Бога? Сега Исус ја става на друг терен, на терен на обожавање. Каде е нашето место да обожаваме? Дали да одиме во Гаризам или во Ерусалим? Знаете, за евреите Ерусалим бил главен град, место на обожавање, место на светост. Тие и ден денес се конат во Ерусалим. Но самарјаните, затоа што биле избркани од Ерусалим, мора да направат ново светилиште, како што спомнавме во Гаризам. Исус им поставува прашање: жено, каде да се молиме? Каде сега најдобро да се молиме? Дали во Самарија, односно во Гаризам или во Ерусалим? Вистина, Исус не е врзан, браке и сестри, за просторија, за место, за град, за село или за зграда. На друго место вели, кај што се двајца или тројца, Исус е таму присутен. И затоа тој не сака да е врзе за некое место национално, туку го насочува низиниот поглед кон Исуса. А Исус ја рече: верувај ми, жено, дека иде часот кога не ќе му се поклонувате на таткото, ниту на ова планина, ниту во Иерусалим. Вие не знаете на што му се поклонувате. Ние знаеме на што му се поклонуваме, зашто спасението доаѓа од јудејците. Секако Исус сака да каже дека преку евреите, преку јудејците, Исус се родил и како што имале обврска евреите да го проповедат Словото и да го разгласат по целиот свет, иако на жалост евреите тоа до крај не го оствариле. Интересно, овде Исус укажува дека на Бога ние треба да му служиме, браке и сестри, во дух и вистина. Значи, да не се вразуваме за некое место. Секавате, да го прочитаме пред тој овој текст. Но доаѓа час и веќе е тука кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина, зашто таткото сака такви поклоници. Бог е дух и кому му се поклонуваат во дух и вистина. Знаеме дека Бог се открива преку разни начини. Сеќавате кога Мојсей беше горе на планината Хорив, поред громушката која гореше. А Бог му вели: собој ги обувките, зашто местото каде што стоише света земја. Значи, ако го побареме ова место, ќе видиме дека повеќе нема ни трага од тие громушки таму кај што Мојсей бил на гората Синај. Очигледно, местото повеќе не постои. И затоа на оваа земја има безброј места каде што може да му се служи на Бога во дух и вистина. Не се вразуваме денес за Ерусалим. Ерусалим не е свет град, Палестина не е света земја кај што се водат војни, на жалост. Едноставно, свето место е таму кај што ќе се најдеш ти и јас, кај што ќе клекнеме, ќе застанеме, ќе му се молиме на Бога. Тоа е место каде што се Бог откриви. Затоа Исус вели овде: ќе дојде време кога ќе се молиме, ќе се поклонуваме во дух и во вистина. Интересно, ова може да наречеме ексклузивна пресконференција. Бог, Создателот, во ликот на Исуса Христа, и оваа жена отфрлена од општеството. Иако овде немало камермани, немало фоторепортери, немало сниматели, но тоа, интересно, Јован педантно го запишал. Зашто, очигледно Исус им ја раскажал таа случка, кога тие се вратиле од продавница кога отишле по храна. А жената му одговори: знам дека ќе дојде Месија. Гледате, самаријанка, таа ги читала списите на 5 книги Мојсееви. И таму зборува дека ќе се роди Спасителот. Вели: знам дека ќе дојде Месија, кој се вика Христос. Кога тој ќе дојде, ќе ни објави се. Исус ја рече: јас сум кој зборува со тебе. Уште една шокантна изјава. Првата беше кога Исус си вели: знам која си, жено, имаше толку мажи и тој што сега живеш не ти е венчан. А сега втора шокантна информација. Исус вели за себе: јас сум тој за кого ти зборуваш. Јас сум Месија. Ајде да се замислиме ние да сме биле на местото на оваа жена, браќа и сестри. Како би се ние однесувале? Дали
bi bile radosni i srekni. Istina, ova žena može bi se šokirala, no može bi podskoknala malku i bila presrekna što go sretnala Isusa Hrista. Od što se zbrkala, što se zbunila, bi rekao, gi zaboravila kofite ili stomnite i potrčala nazad trčejki da kaže su kogo imala intervju, odnosno sredba. Trči nazad, među lugito koji do togaš ja podcenuvali, prezirale, napladne, kako ovdje u Kaladarec ima mnogo narod na ploštadot. Zamislite, ova žena napladne, se vraćam u ovo mjesto tako što ima mnogo luge, bez razlika kako ja gledat, bez razlika kakvi amblemi istavili loši lepenki na nizinot život. Brzo na žitelite na grado Demja prenese radosната vest, дека го pronašla Месијат. Викала на цел глас, дојдете да го видите човекот кој ми кажа се што сум направила. И на низиниот повик, затоа спомнав таа ќе биде најголем мисионер. Цел град, сите луѓе со кои дошло во контакт, кои слушнале, дошле долу на изворот. Замислите. И тоа ги потикнало овие луѓе да дојдат и да се самите уверат. Дојдете и видите го човекот кој знае се за мене, иако не сме се сретнале порано. Иако знае каква личност сум и каков бил мојот живот, се однесуваше кон мене како кон некоја кралица. Навистина, никош порано не сум доживела такво однесување кон мене. Таа трчала со радост, ја однела таа радостна вест, дојдете да го видите, тој се однесуваше кон мене како кон кралица. Наистина, браќи и сестри, колку сме ние брзи да некого судиме. Исус одел чекор по чекор. Исус ја довел на низиниот терен и тука ја оспособил, ја охрабрил духовно и дал кофа да се напие, таа духовна вода да се врати назад и да го потикне ова население да дојде и тие да се уверат кај Исус сам. Во Бразил постои еден човек, Александро Бујон. За нас непознат човек, меѓутоа интересна случка доживеал. Инако тој е човек кој знае повеќе јазици, писател е на повеќе книги и е проповедник, пастор кој живее и работи во Сао Пауло. Тоа е сиромашен предел во Бразил и таму одржувал предавања, евангелизации, таму живеал. Тој град, вели овде извештајот, е полн со проститутки и криминалци. Во една пригода, додека е поминувал улицата, забележал неколку кучиња на патот. Тие биле толку бесни, а тој се плашел многу од кучиња и почнале да го гона, да трчат по него. Тој не знал што да прави, потрчал, значи едно куче, друго куче, три кучиња, се собрале повеќе цела група глутници. И помислил дека ова му е крајот, дека нема да успе да се излечи. Попатно почнал да трчи по улицата, се обидел да отвори неколку врати за да влезе внатре, да се сокрие, но скоро немал среќа. И најпосле успел, една врата била отворена, влегол внатре, ја затворил и така се спасил од таа група на кучиња глутници. Но кога е затворил вратата за себе, почувствувал дека влегол во просторија кај што не му е местото. Влегол во просторија кај што најдобро не би требало да влезе. Собата била полузамрачена, на масата гореле две свеки, а наоколу имало расфрлени душеци. Сватил дека влегол во некој мал стан, во кој живееле само жени. Некои седеле околу масата, други спиеле, тоа биле проститутки. Се гледало во нив дека се другирани и користеле алкохол. Они што биле будни од жените, го забележеле човек кој влегол во нивната просторија, станале и се обидувале да му се понудат, да прашат дали нивни клиент, муштерија. Тој едва успел да им каже зошто влегол внатре. Се обидел да се ослободи и посекал што побрзо да го снема од ова легло на гревот. И на крајот бил присилен да им каже кој е тој и што е, зашто влегол внатре. Простете ми, дами, но јас сум свештеник и немам што да барам овде. Но пред да излезам надвор,
да ви кажам дека јас овде влегов затоа што кучиња имаше на патот и почна да лајат, да ме гонат. Јас влегов, бидејќи вратата беше отворена за да се заштитам. Следниот ден, кога повторно поминал низ таа улица, значи човекот излегол и си заминал, една од тие жени кои биле внатре, трезвена на улица, го препознал човекот и му рекол: Господине, вие сте оној пасторот, плашејќи се од кучињата што влеговте кај нас? Да, јас сум, рекол човекот. Не лутете се што не ве пречекавме добро и што недолично се однесувавме кон вас. А пасторот на ова одговорил: знаете што? Јас во близина на ова улица одржувам серија на библиски предавања. Дојдете и вие, ако сакате да слушате. Интересно, ова жена го прифатила повикот на овој пастор и редовно се појавувала на предавања. И знаете што? Претежно таа спиела на предавањата. Влегувала и заспивала. Но сепак сите предавања ги слушала. Секоја вечер доаѓала. Една вечер со очи полни со солзи му пристапила на проповедникот Бујон и му рекла: слушнете ме, пасторе Булон. Јас доаѓам нове предавање. Може би вие мислите дека јас спијам, но верувајте ми, јас сите предавања ги слушав. Меѓутоа, твоите предавање ме потикна да размислувам. Дека, може би мислите дека јас ништо не разбирам, но знаете што? Се оно што го кажавте, јас го ставав во моето срце. Да ви го раскажам мојот живот. Јас бев срекно омажена жена. Но го прокоцкав својот живот. Имам семејство, маж, деца, но повеќе го сакав алкохолот и повеќе дома за мене немаше место. Децата не беа средени, ниту негувани. Куќата беше во хаос. Не готвев еден ден, почувствував дека повеќе не можам така, дека не можам да го мачам семејството. Побегнав од дома и станав проститутка. Но сега би сакала да се сменам. Сакам да се промени мојот живот. Дали можете да им помогнете во тоа? Пријателот, овој пастор, почнал да ја кажува на жената. Повеќе пати се молил за неа и барал од Бога да ја помогне на оваа госпоѓа, бидејќи искрено сакала да се промени. Пасторот еден ден решил да го пронајде нејзиниот сопруг, кој живел во таа ерија, односно во таа населба. И кога жената целосно се ослободила од зависноста, од алкохолот, од дрогата и од целно што таа го правила, пасторот Бујон решил да ги составе, да имаат средба со мажот и сега оваа жена. Интересно, кога проповедникот го пронашал нејзиниот сопруг и кажал дека жената е таму, има желба таа да му се врати и да направат средба. Сопругот на почетокот не сакал ниту да ја види својата сопруга, но по долгите убедувања и разговори сепак успееле да договорат состанок. И замислите, Александру Бујон кажува, и то го напишал тоа подосна во една сторија, вели, кога жената го здогледала својот сопруг, клекнала пред него и едноставно, бакнувајќи ги неговите стапала, го молела да му прости. Сопругот ја подигнал, сакајќи да се увери дали навистина се откажала од алкохолот, и кога се уверил во тоа, ја прашал: ти навистина си се сменила? Како успеа во тоа? Со која метода? А таа само му рекла: со Христова метода. Се молев и барав од Семокниот да ми даде сила да ме смени. И јас сакам да се сменам, изјавил сопругот. И јас сакам да се сменам, изјавил сопругот. Дојди дома, па да тргнеме заедно по тој пат. И трогателно е како пасторот Булон ја опишува оваа сцена, вели, и мажот и жената, и целото семејство денеска
живеат повторно заедно. Жената почувствувала сила на животот, на таа жива вода која Бог ја дал. Како оваа жена кај Самарјанката, односно кај бунарот, Исус ја дал нов потик, нова вода да го опере минатото, како ова Господја од Бразил, кај што Бог ги помогнал да се ослободи од сите своји пороци и да се врати кај семејството. Овие се ѕидовите, така наречени ерихонски, и ние знаеме за Ерихон што се случило тамо. Значи, Ерихон, браќи и сестри, бил еден интересен град. Тој бил тука на границата пред да се влезе во ветената земја. И знаеме израелците дека им бил проблем како да го освојат, и кога цета војска Израелова обиколувала неколку пати, неколку денови, знаеме дека седмиот ден ѕидовите паднале. Тоа е историјата забележала за Ерихон и ерихонските ѕидови. Еве денеска археолозите пронашле делови од тој град, односно тие ѕидови кои постоеле во тоа време. Знаеме дека израелците без поголем проблем го освоиле градот заедно со Исус Навин. Еве уште некои слики од тоа време, односно денеска се тие слики направени, но не враќаат во минатото таму кај што се случиле тие случки кои денеска ние ги овде читаме. Зошто Ерихон го спомнав сега во овој друг дел на ова предавање? Бидејќи Ерихон за нас е многу важен по едно дрво, по еден човек кој се обратил. Исто така полн со греови, како ова жена што претходно ја спомнавме. Кој беше тој човек кој се обрати кај Бога, кај Исуса? Секако, тоа е Захеј. Човек, евреин со лошо реноме, но сепак човек кој имал добро срце, само се нашло во ситуација кај што навистина во едно лошо друштво и станал царинарник, сега сака да му се врати на Христа, на Господа. Ерихон е најголемата атракција. Тоа е дрвото, што би се рекло, на Захеј. Тука се случило нешто. Исус се приближил кон тоа дрво, одејќи низ таа улица во Ерихон, и текстот вели кога влезе во Јерусалим, минуваше низ градот, Захеј пребогат цареник. Луѓето во тоа време го мразеле и му завидувале поради богатството. Интересно, Захеј слушнал за Исуса, за неговите чуда, мртви воскреснувал, гладни хранел, и сега дека ќе дојде во Јерусалим и тука ќе помине низ таа улица. Работел, знаеме, Захеј за римската управа, собирал даноци, добро бил платен за својата работа, а таа професија била омразена од страна на евреите. И затоа овде текстот вели царинарници и грешници. Гледате, ги ставале царинарниците во групата на најголемите грешници. Интересно, во тоа време еден цариник можел удобно да живее и да го издржува своето семејство, бидејќи имале право да надземат од данокот од она што им било пропишено да го земат од израелците. Уште еден човек бил цареник, а тоа бил Матеј. Значи, очигледно Захеј имал позитивно влијание на своите колеги. Кога слушнал дека Захеј се обратил, станал добар човек, поштен, чесен, и Матеј добил повик од Захеја да дојде и тој да присуствува на неколку негови средби. Еве што се случува. Значи, го имаме овде и Матеј, а Матеј работел во менувачница. Ова слика, браќи и сестри, што ја гледаме овде, уметникот Караваџо ја нацртал. Погледнете, можеби добро не се гледам, овде Исус како со прстот му покажува на Матеја. Директно овој уметник таа сцена ја нагласува. Го нагласува овој миг каде што овој човек, значи овој уметник Караваџо, убаво го прикажува моментот кога Исус решително го вперил прстот во Матеј и го повикува да ја напушти тезгата на ова минувачница, кај што крадел, ги закинувал луѓето кога им менувал пари. Исус овде го повикува. Може би тој рекол, јас да тргнам по тебе. Исус вели, да, ти тргни по мене, тако ми требаш ти како карактер, јас ќе те променам. Замислите како се чувствувал овој царинарник во црквата Христова, кога Исус го повикал
da биде негов следбеник. Исусовата мисија била да го спаси и Захеја. Гледате, Захеј се качил на ова дрво. Захеј бил голем човек, но нажалост со низок раст. Тој бил голем човек, може би во очите на римската управа, но по раст бил низок, но и по авторитетот меѓу своите не бил на високо ниво. Слушнал дека Исус не постапува слично како верските водачи на тоа време. Дури повикал еден цареник во кругот на своите ученици, како што спомнавме пред малку. Помислил, може би и тој има шанса кај Исуса да разговара со него. Интересно, тој посакал да го види, браќа и сестри, да го види Исуса. Сакаше да го види Исуса кој е Исус, значи, но не може од народот, зашто беше низок по раст. Захеј поради својот низок раст бил спречен да го види Исуса или Господа. Луѓето му го заклонувале тој погледот. Захеј се ставил на страна, ја ставил својата гордост на страна, би рекле, бидејќи по секоја цена сакал да го види Исуса. И навистина, може би пред малце да го вратиме повторно овој слайд, ова слика. Овде на оваа слика имаме плодови на едно дрво. Се вика сикомора. Тоа дрво расте во Израел. Тоа е дива смоква. И затоа текстот вели овде истрача напред, се качи на дива смоква. Гледате овде, кај нас во преводот еден вели црница било тоа. Се зависи кој превод користите, но дива смоква. И ние овде во дворот имаме диви смокви, така? Меѓутоа, ова дрво во Израел, историјата вели, имало интересни плодови. И Захеј токму одбрал едно такво дрво, да има подобар поглед, кога Исус ќе поминува да може да го види. И навистина Исус се појавил окружен со големо мноштво. Интересно, самиот се повикал на ручек кај овој цареник. Исус самиот се понудил прв пат и последен пат. Исус кај некого сам да се понуди да дојде на ручек. Но поентата била, Исус гледал срце кое ќе се менува, срце кое ќе се обрати. Значи, овде ја вративме ова слика да го видиме ова дрво со овие плодови сикомора. Тоа е вид диви смокви кои растат во Израел. Овде сега се враќаме, значи, на ова покана за ручек. И кога дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: Захеј, слези брго, денес треба да бидам во твојот дом. Гледате, Исус не бил повикан, но Исус самиот се понудил. И слезе веднаш и го прими на гости со радост. Значи, прв и последен случај кај што Исус ќе се нуди кај некого да оди, браќа и сестри, на ручек. На исток, заедничките ручуци и ден денес се посебни моменти кај што луѓето доживат блискост, кога некој ќе те повика на трпеза за масата, ти дава срце отворено, те гости и ти си му едноставно равноправен гостин како останатите во семејството. И ја знаете сега приказната и разговорот овде кој следел. Захеј со радост одговара, значи, на Исусовата иницијатива и доживува навистина големо обратување. Захеј доживува големо обратување. Тој сега ќе рече, ако сум закинувал, ако сум крадел од некого, колку пати ќе вратам? 4 пати. Бил свесен дека правил лоши работи, бил свесен за тоа. Сега е прилика кај што може да се опере. Како ова жена што Исус ја повел на неговото ниво и дава духовна кофа да си наполни вода духовна за да може да се ослободи, да се опере. Како ова жена во Бразил што ја спомнавме, благодарение на молитвите и на Божја интервенција, таа се обратила, очистила и се вратила повторно кај нејзиниот сопруг. Захеј исто така, Исус му дава прилика да наполни вода духовна и да се измие, да го измие своето минато и да се врати повторно радостен и среќен назад. Браќи и сестри, може да кажеме дека Захеј не си го откупил своето спасение. Знаеме, денеска паричникот тешко се обраќа. Ние мислиме дека богатите луѓе тешко се обраќаат. Можно е, но не е кај сите. Некои се свесни дека сме овде гости. Се што имаме ќе оставиме. А сите кои го видоа тоа почнаа да негодуваат и да зборуваат. Дојде во куќа на грешен човек да почине,
да се одмори. Како што евреите ги мразеле самарјаните, на почетокот го спомнавме, кои групации на луѓе ги сметале нечисти, едно од нив биле и царинарниците. И затоа ова група на евреи му велеле, гледај го тој Исус. Влегол во дом, во куќа на еден крадец, кој соработува со нашите окупатори, со римската власт. Чуден ручек. Не е храната најважна, браќа и сестри. Исус не дошол да се најаде. Кога се понудил самиот, му рекол, сакам да дојдам на ручек кај тебе, слегни од дрвото, ајде ќе одеме на ручек. Не била поентата во јадењето, поентата била во односот. Исус сакал да има добри односи, да му даде прилика на овој човек, на Захеј. А Захеј стана и му рече на Господа, еве Господи, половината од својот имот ќе ја дадам на сиромасите, иако сум зел од некого нешто несправедливо, ќе вратам четворно. Навистина, Захеј не сакал да си го откупи своето минато, но Захеј одговара со радост на Исусовата иницијатива и доживува обратување. Успешно ја совладува проверката на која паднало богатото момче. Една друга сторија вели дека едно богато момче, кога дојде кај Исус и кога го праша, Исусе, што треба да направам за да се спасам? Што му Исус вели? Иди, продај се, подари го на сиромасите и тргни по мене. А што вели текстот? Се врати, се сврти и замина. Паднало тоа момче на тој испит. Захеј не паднал, иако бил богат. Но тој го отвара срцето и вели, половина од богатството ќе дадам на сиромасите. Иако некого сум закинал, ќе вратам 4 пати повеќе. Наистина, овде, браќи и сестри, му се дава можност на секој човек, на тебе и на мене, без оглед на која страна не занел животот, да се вратиме кај својот Спасител и да се исполни со радост, бидејќи самиот Исус не повикува вечерва на негов терен. И овде во приказна за Захеј има нешто што збунува. Како да ја толкуваме ова изјава на неговата одлука во врска со неговите материјални добра? Дали тој покушава да го купи своето спасение со пари, браќи и сестри? Најверојатно банкарската сметка на Захеј била полна. Не знам колку имал заштедено во банка. Но сепак, тој половина вели од своето богатство ќе го даде на сиромашните. А од преостанатиот дел 4 пати ќе врати ако некого закина. Навистина, Захеј, браќи и сестри, имал сега отворено срце. Отворено срце за враќање. Тој ден целиот Ерихон бил збунет. Ја слушнале ова информација дека Захеј враќа данок. Може би чекале во ред пред неговата канцеларија или пред неговиот дом чекала цела група на луѓе. И тој им враќа она што им го закинал или украл. Меѓутоа, вистинската вест не било враќањето на данокот, туку тоа што Захеј станал син Аврамов или Аврамов син. Старешината на ерихонските цареници целосно се сменил. Не само однадвор, туку и во длабочината на своето срце. Тоа била најголема вест, најголема новост во Ерихон. Захеј станал вистински човек. Захеј ги вратил парите и решил да им помогне на сиромашните. Захеј го прифатил Христа како свој спасител. Браќи и сестри, Господ вечерва не повикува сите нас да дојдеме на неговиот терен. Искуството на Захеја нека биде и наше искуство. Што се случило? Рековме што направил Захеј. Тој не го купил своето спасение со пари. Бил тежок, полн со пари. Не. Тој едноставно ја испружил својата рака кон Господа. Ваквиот став бил последица на спасението, а не услов за тоа спасение. И затоа, браќи и сестри, дали ние вечера сме подготвени, ако затропа Исус Христос на твојата врата и на мојата, дали ќе му отвориме? Во една прилика, англискиот крал Едвард VI, односно 7, излегол со својата сопруга во прошетка без стража. Значи, маж и жена
Ovaj kralj, anglijski, su svojata sopruga navečer izlegle oblečeni jednostavno, bez pratnja, bez straža. Trgnele malce vo prošetka. Se slučilo suprugata tokmu togaž da napravi pogrešen čekor i go iščašila zglobot na nogat. Znajte koliko je to nezgodno koga nije velime kjašine me nogat. Go iščašila zglobot. Ovo iskustvo, od iskustva nele znajeme deka to mnogo boli. I kakve se tije maki. Na kralot, gdje bile sami, nemali pridružba, nemali mobilni da se javat, jednostavno njemu preostanovalo ništa drugo, osim da je zeme suprugata vrace i se obidjel da je prenese do prvata kuća. Znači, bile malce udalečeni od kućete, no uspjel da je krene na race i da je donese do prvata kuća. Koga stignale, zatropale na vratata, odnosno zatropal kralot na vratata, a odnatre slušnal grup glas. Koje, što sakate, vek je bilo noć, mrak padnalo. Koji se osmelovo da me voznemirova, rekao čovjek od odnatre. Ja sam kralot Edvard, vaši od krala, potrebna mi je vaša pomoć. Po kratka tišina, povtorno se slušnal to ist grup glas. Ne šegovajte se sa mene, ja sam česen građanin. Odete si otuka i to vednaš i poveke da ne me vozmiruvate, rekao čovjek od odnatre. Kralot bil zaprepasten, vidjeki sve ušte niko ne razgovarao so nego na takov ton. No koga pogledal vo liceto na svojeta sopruga, sobral hrabrost, se veli v ovoj primjer, i povtorno zatropal na vratata. A to isti od grup glas počnal da se zakanova. Ako ne se odalečite vednaš od mojeta vrata, ke zemam oružje i ke izlezam, a potom ke si dobiješ. Jasno, vistine sam vaše od kralj i potrebno mi je vaša ta pomoć, zboroval kralot. Begaj otuka i to pobrzo prodolžil da se zakanova glasot ušte pogrubo. Suprugata pošla da ovka, pošnale bolki na nogata, bidejke je rekao me si je iščašila nogata i kralot ne zna što da pravi. To mu bilo jedinstvenata šansa i prilika da pobara pomoć od ta kuća. Povtorno zatropao i togaž se slušnale ostri čekori i zvekot na oružje. Koga čovjek od besno je otvoril vratata, se našel lice v lice so kralot i kralicata na svojeta zemlja. Gi prepoznal. Bez razmisluvanja padnal na kolena i gi molil za proška. Potom gi povikal vnatre. A kralot togaž mu rekao da otrča i da donese pomoć, što to i su zadovoljstvo go napravil. Im pomognal. Se sredila rabotata, se vratil kralot nazad u svojeta rezidencija. Podosna koga i da se sretnale kralot s ovoj čovjek ili su svojite prijatelji, kralot ne propuštal ovo da kaže. Zamislite, samo kolikav bezdumnik bev. Сега, ovaj čovjek od kojeg sretnal kralot, koga se srekal su svojite prijatelji, kaževal, jas koliko bev drzok, koliko bev bezumnik. Reči si ke ja propuštiv možnost na kralot na svojata zemlja da go vnesam vo mojot dom. To mu bilo privilegije i prilika da se sretne sa kralot. Međutim, gledajte, njegovo srce, odnosno njegovata vrata bila zatvorena u početakot. Sada veka, nego videl lice su lice. Misleki deka nekoj se šali so nego, se zavitlava so nego i se pretvara deka je kralot na njegovata zemlja. Braki i sestri, Isus, carot na carevite. Isus, carot na vselenata. Večerva tropa na tvojata vrata. Da li ke me otvorime ili grubo ke se odnesuvame kako ovoj čovjek koji misle deka ne je vistinski od kralj pred njegovata vrata i kralicata. To je misle deka nekoj se zavitlava i zato velike zemam oružje, begajte od mene. Isus tropa kako car na carevite. Da ne tropa 3 pati, 5 pati. To je saka koja ke tropne da otvorime naša ta vrata. Vrata na naše srce. To je saka da vleze v prostor na naš život. Eve stojam na vratata, tekst odveli i čukam. Ako nekoj go čujemo od glas, ja otvori vratata, ke vlezam pri nego
i ке вечнам со него и тој со мене. Кога срцето можеби ни го мачаат илјадници нерешени прашања, кога можеби сме исполнети со срам, можеби со обесхрабреност, гнев, очај или инет, да не забораваме дека Исус и нам ни ја нуди истата вода на животот, како на жената Самарјанка, како на она жена во Бразил, која Исус ја излечил од незините пороци. И денеска таа вода на животот ни се нуди со таа духовна кофа, што Исус ни ја дава, да зафатиме доволно и да пиеме, зашто ние сме принцови и принцези. Исус со нас постапува како кон принцови и принцези. Тој и нам ни се открил како Месија, Спасител и Ослободител. Кај Него може да пронајдеме решение за сите наши тековни проблеми во нашиот живот. Господ да ни помогне и да отидеме веднаш на Неговиот терен. Таму сме безбедни, таму сме сигурни, таму сме спасени. Нека му е вечна благодарност на Исуса за се она што го сторил тој за нас. Амин.